Благодарам, подпредседателе. Почитувана пратеничке шеф Паска, ова е една од темите на кои што сме сериозно фокусирани заради тоа што е израз на пријателството, договорот со Бугарија за пријателство, соработка, кое што го потпишавме пред една година и очекуваме конкретни реализации. Но прво дозволете да напоменам што се очекуваме од овој договор. Секако граничниот премин е символиката на самиот договор, со неговото отварање и сме најблиску за негова комплетна реализација. Работиме на комплетната проектна документација за уште една нова гасоводна линија, која што доаѓа од Петрич према Струмица, за да има алтернативен газ Македонија и да се приклучи на целиот овој комплекс, заедно со таа што ќе се приклучи на ТАФ преку Грција. Трајно ја решаваме Македонија. Роамингот е во завршна фаза помеѓу нашите две земји. Веќе се спроведени проектите за заедничкото мрежно поврзување при набавката на електрична енергија за потребите на двете земји и така натаму и така натаму. Секако имаме тука и наши обврски. Во моментот се реконструира споменикот во Дојран на полковник Карванлиев од 1916 година, која што е израз на пријателство, беше уништен и неколку други проекти се работат. Граничниот премин Клепало е согласно договорот со крајен рок 2020 година, но јас се надевам дека 2019 ќе можеме да го завршиме. Бугарската страна работи интензивно. Последните средби кои што ги има во Софија со премиерот Борисов, директно разговараше со Агенцијата за патишта нивна, царината и слично, како за воспоставувањето на третата лента на постојните гранични премини, така и за изведбата на целата оваа делница од Симитли, односно од Струмјани према граничниот премин, каде што на наша страна целосно поставен самиот граничен премин. Се очекува за укружување на изградбата на 30 километарски пат од Бугарија. Тие веќе имат изградено некои 20 на километри или се пробиени и стампонирани и се, продолжуваат со изградбата. Верувам дека ако нешто се застане во текот на зимата и снеговите, но буџетски пари им се обезбедени, проектна документација им е готова, изведуваат, изведбите се завршени, имат изведба. Дури на славењето заедничко на Илинден испративме едно писмо заради европските перспективи, НАТО и користењето на центрите за обука на нашата армија, да можат во забрзани постапки да инвестираат пари во изведбата на овој пат. Патот е од огромен интерес на нашите граѓани. И за Берово, но и се до Скопје. Знаејќи дека коридорот 8 е еден од приоритетите за Република Македонија и изведбата на коридорот 8, не е само проширувањето на експресниот пат што е од Куманово до бугарската граница, железничката пруга, туку за нас коридор 8 е Скопје, Миладиновци, Штип, Кочани, Берово, бугарска граница и така натаму. Затоа што со самиот развој очекуваме економски перспективи на целиот овој регион. Да се отвори буквално како пупка, заради тоа што таму кај што има транзитирање на возила, донесуваат и живот, заживување и слично, но за волја на вистината и Бугарија има сериозен интерес. Првиот интерес е економски и кај нив, заради тоа што на вистина таа трансферзала која што се поврзува овде на автопатот кој што е изграден од Софија, Благоевград, Кулата до Грција и беше пуштен пред неколку дена. Делот посебно на ова клисурата кој што беше најтешкиот дел од 24 километри, дефинитивно ова целото го отвара како пупка целиот регион. И од бугарска страна, и од наша страна. Но нивниот интерес е исто така голем заради туризам, посебно за зимскиот туризам. Директно ги афирмираат своите туристички места, како што се, не знам, Банско, Бугарија, Боровец и другите места, каде што наши граѓани ги посетуваат. Ово го кажувам за да знаете дека е во суштина и практична нивната потреба за овој дел и не случајно граничниот премин Клепало е ставен еден од приоритетите. Вие кажавте, но рете јас да потврдам, за 2019 во програмата е целосно комплетирање на патот до самиот граничен премин. Јас често го поминувам како жител од Југоисточна Македонија и целиот овој простор и Огражден планината и до граничниот премин и ги знам во детали работите. Знам дека избран изведувач, мислам дека на тој лот е Гранит од Скопје, со своји подизведувачи кои што работат таму, веројатно има подизведувач Жикол од Струмица, знам дека се избрани изведувачите, така да 2019 година, некаде ние до летото ќе бидеме комплетирани. Се надеваме бугарската страна, ако до есента 2019 година биде завршена, ќе можеме уште 2019 година да го пуштиме во употреба овој граничен премин. Царина е подготвена,
заедно целиот источен центар, само за распоред на луѓе, на кадри, за да може тоа да се отвори. Министерство за внатрешни работи е пуштено, дури и намерата е да направиме one-stop shop на самиот граничен премин заради побрз проток на стоки и на патници. Но ред е да кажем дека се работи на подготовки на нови гранични премини на подедите Пехчево Симитли и на Делчево Невестија. Наша цел е да работиме колку што може на повеќе гранични премини. Тоа го правиме со Маркова нога и со Грција, каде што ја отворивме иницијатива благодарение на неколку пратеници од власта и од опозицијата на граничниот премин од Кавадарци према грчката граница кој што излегува, заради тоа што во суштина мислиме дека ќе бидеме брзо членка на Европската унија. Тоа треба навистина да отвори инфраструктурни поврзаности и перспективи за сите граѓани во Република Македонија. Ние сме мала земја, мал пазар, отвара тоа дополнителни можности, кога ќе се глобализираме барем со соседите, тоа ќе значи повеќе пари и на споделување на нашата култура, историја и традиција со другите земји, но и примање од сите други земји, кое што секако е нешто кон кое што тежнееме како народ, како држава, во делот на оние европски вредности и европеизација севкупна на Македонија. Така да радосна вест 2019 година ќе има и за Берово, но и за Пехчево, и за Виница, и за Кочани, и за Делчево, и за Штип, и за целиот овој регион, заради тоа што тука се очекува да предизвика тоа и дополнителни интереси. Еден од интересите веројатно е се поголемата намера за инвестирање дури и во фабрики. Ако инфраструктурно тоа е поврзано, тогаш и бизнисмените носат одлуки да инвестират во фабрики. Традиционалните производства од областа на земјоделието во Берово веројатно ќе добијат своја поголема перспективност и заради продажба и пласман на своите производи. И да не зборувам за нус предности кои што се јавуваат со отварањето на ваков граничен премин. Македонија ги има обезбедено сите финансиски средства, ние сме целосно подготвени и верувам дека до крајот на 2019 година ќе можеме да го пуштиме тој граничен премин во употреба. Почитуван господине Димовски, благодарам на прашањата. За мене тоа е прилика навистина уште еднаш да афирмирам сета оваа политика преточена преку закони која што доаѓа овде, сепак и целата јавност која што треба да биде корисник на самите закони. Се работи за закони кои што имаат сериозни импликации во стопанството, кај граѓаните и така натаму и така натаму. Прво е честно да го кажем тоа што го кажав и кај коморите, каде што се извинивме и не можевме да отвориме дебатата навремено за праведниот данок, за данокот на добивка, па дури и за реформите во пензискиот систем, како што е за стабилизација на пензискиот систем. Причината е едноставна. Знаете дека во еден сериозно чувствителен политички момент и ние како извршна власт, но и опозицијата поприлично известно се спремавме за предвремени парламентарни избори, верувајќи дека тешко е да се обезбеди двотретинско мнозинство. Во такви едни околности тргнавме да подготвиме буџет за 2019 година, во која што однапред антиципираме дека ќе има избори до крајот на годината и буџетот треба да биде подготвен за 2019 заради сервисирање на нормалните работи на државата и тука не беше ниту предвиден, ниту ребаланс на буџет. Во околности кога се обезбеди двотретинско мнозинство, тоа веднаш ги врати работите на почетните стојалишта, за да можеме во тоа време кое што останува, многу кратко време, да преточиме законски решенија, да формираме прво предлог ребаланс на буџет да го пуштиме, а веднаш да работиме на буџет кој што има рефлексија од ваков ребаланс на буџет кој што го донесовме и тука ги испуштивме доволно роковите и за дебата пред коморите, пред синдикатите и на времената подготовка на самите институции. Една од причините зошто сме дојдени вака во ситуација и да побараме скратена постапка е, не знам, прво законот за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување има импакт од 1 јануари. И во вакви околности дојдовме да предочиме, да предложиме по скратена постапка. Ние знаеме дека ни бележат со скратена постапка, дека добиваме критики како извршна власт, но бирајќи ги помеѓу овие две работи, избравме сепак импактот да биде од 1 јануари. Самиот закон овозможува, секако и сите закони од областа на пензиите, овозможуваат стабилизирање на дефицитот кој што постои и расте постојано во Фондот за пензиско, со една ваква реформа, со зголемување за 0,5%, од кој што 0,4 одат во пензискиот фонд, 0,1 во здравствениот фонд, навистина правиме севкупно стабилизирање. Имаме надеж дека вкупниот број на вработени ќе расте во државата, за да почне и тој гап,
полека да се намалува во Македонија. Секако тука влијаат и многу други трендови. Еден дел од законските решенија предизвикуваат само административно избалансирање помеѓу првиот пензиски фонд и вторите пензиски фондови, столбови, за да можат да се изрегулират точно со датум кога оврзниците плаќаат во првиот, кога во вториот и меѓусебно да се пребијат фондовите и на тој начин да се направи таа севкупна стабилизација на фондот. Значи ова последното нема никаква рефлексија врз стопанството, е заради административно порамнување, но секако овде се основните причини зошто се доведовме во ситуација кога нема да можеме навремено во редовни постапки, транспарентно со дебата, како што си личи на вакви решенија, кои што се од областа на финансиите или од областа на здравственото и пензиското инвалидско осигурување во Македонија, а имат широк импакт кај граѓаните да ги поминеме во редовна постапка. Но тоа што е значајно, објавата ја направивме веднаш, институциите почнаа веднаш да информираат. Секако овде со услов ако регулативата се донесе, за да може да се подготват. Прво преку Сдруженијето на сметководствени работници, да знаат како се пресметува на платове или слично и делот на персоналниот данок и данокот на добивка и сите оние даноци, но сепак јас верувам дека ваквиот импакт кој што се прави во најголем дел од законите нема директна рефлексија врз негативна рефлексија врз самите компании, оти можноста што им се дава на пример со данокот на добивка за 6 милиони денари повеќе да вризгат пари преку ваучерите во спортот за сметка на тоа да не платат данок на добивка, е огромна предност за самите компании и добиваат реално маркетинг. Истовремено сите други законски решенија имаат одредени директни ефекти врз работењето на државата во делот на наплата на севкупните приходи, како што е делот на купопродажба на компании кои што досега се случуваше надвор од земјата и Македонија губеше данок на добивка. Така е купен рудникот Саса за 409 милиони евра, каде што не е платен данокот на движности на прометот, например во државата и слично. Со ова законско решение на данокот на добивка, навистина Македонија ќе си ги наплаќа даноците. Обично се работи за странски со странски компании кога се продаваат. Таква е рефлексијата во ова законско решение. Но генерално ова можност ја користам и преку пратеничкото прашање, уште еднаш да реафирмирам кои се импликациите од самите вакви закони. Јас можам да кажем дека импактот од правичното оданачување е многу мал. Ке каже министерот за финансии за точните бројки, вака како што го поставивте прашањето разграничено. Јас ќе ја кажем грубата бројка е 25 милиони евра, но вкупно со данок на имот, со слично, но ќе ја каже министерот Тезовски во детали. Суштината е да преку овие 25 милиони евра додадовме уште 12 и стана 37 за социјална заштита. Целта беше буквално, дури иако е мал импактот, да ги вратиме на најранливите категории на граѓани. Кога објаснивме во комората дека тоа е зголемена потрошувачка моќ на огромен број на граѓани, пример 34.000 приматели на социјална помош, тие сепак купуваат и домашни производи, пари остануваат тука, има директен импакт, а воведува една социјална праведност во Република Македонија. Истовремено, она што е некое друго законско решение од областа на финансиите, верувам дека веќе се подготвени самите институции по вертикала, фирмите се запознаени, ако законските решенија парламентот ги одобри, како што беше првото читање, ако помине и второто читање како што треба, убаво ќе биде да од 1 јануари влезат во сила, затоа што се работи за даноци, заради тоа што се работи за придонеси, убаво е од самиот почеток, буквално од 1 јануари да стапат на сила. Така да, еве, честно зборувам за она што беше слабост при носењето на законите, но верувам паралелно во овој период на сите посети по коморите, на сите посети по здруженијата и асоциациите, успеавме да објасниме сериозниот импакт кој што ќе го има врз граѓанството и врз фирмите, и јас верувам дека од 1 јануари ќе бидат подготвени и фирмите и граѓаните за сите овие нови законски решенија.